Образованието на најмладите во Македонија станува заложник на билатералните договори со соседите. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација реагира дека учениците од 7, 8 и 9 оделение немаат нови учебници по историја, затоа што се чекало заедничката историска комисија со Бугарија да заврши со работа. Ова било оправданието од Министерството за образование за тоа зошто не печатат нови учебни материјали. Но тука стои и за двата учебници следнава забелешка, цитирам. Учебникот во моментот не се нарачува за дополнување на тиражот заради историската комисија. Која е таа историска комисија со оглед на тоа што има право на вето на учебник, така дојде. Па не ги знаеме тие работи, така. Нема доволно објаснување. Комисијата за спречување и заштита од дискриминација најавиот и подготвува тужба од јавен интерес против Министерството под образложение дека на најмладите им го повредиле правото за еднаков пристап до квалитетно образование. Додека пак од Министерството за образование не гледаат проблем. МОН ги отфрла сите наводи на Државната комисија за заштита од дискриминација и информираме дека сите активности кои согласно законските прописи се наша надлежност во процесот на обезбедување на учебници навремено започнуваат и се реализираат. Во телефонски разговор за Алфа, председателот на заедничката историска комисија од македонска страна, Драги Ѓоргиев, вели дека тие се среќаваат и работат редовно, но не можат да се ограничат со рокови. Тој се осврна и на примерот на француско-германската историска комисија, која е формирана пред околу 50 години и се уште работи на историски проблематики. Па станува нејасно дали ако македонско-бугарската комисија заглави во преговорите, македонските ученици ќе останат без учебници по историја со децении.